Банките ги намалија каматите за кредитите, ги зголемија на депозитите, но дали ги има намалување на провизиите и на доместоците, како што побара гувернерот на Народната банка Трајко Славевски, останува неизвестно. Од Асоциацијата на банкарите велат дека ја разгледуваат опцијата, но повторија дека тоа е индивидуална одлука на раководствата, а потек треба да направи и Народната банка со намалување на трошоците за трансакции. Сите опции ќе бидат разгледани, банките веќе почнаа да си ги разгледуваат тарифите, тоа што го даде гувернерот, но како што и нагласив и тогаш, тоа е индивидуална одлука на секоја банка, односно на органите на управување на банката. Пред се треба да ги погледнеме тарифите, таму беше ветено и од Народната банка дека на долговниот промет на страната на трансакциите поврзани со МИПС ќе има ослободување од таа трансакција. Тоа се покомплексни пресметки за едното и за другото, така да во соодветно време ќе реагираат. Минатата недела Славевски најави дека ако банките не се договорат преку измени во закон, Народна банка ќе ги регулира провизиите, би се формирало регулаторно тело, како што е случај со цените на струјата, природниот газ, водата, телекомуникацијските услуги. Но од Народна банка се уверени дека преку диалог ќе се најде заедничко решение. Народната банка веќе најави превземање на конкретни чекори, кои што значат намалување на трошоците на банките за поремнување на плаќањата преку МИПС системот на НБРМ. Во комуникација сме со банките, кои ова прашање секако го разгледуваат низ призма на пазарната динамика и интересите на клиентите, и во очекување сме дека во духот на одговорност и соработка во кусо време ќе излезат со своји видувања, велат од Народната банка за Канал 5. Инаку, според последниот извештај на Централната банка за 2024, македонскиот банкарски сектор остварил вкупен профит од нешто над 280 милиони евра, а само од провизии и надоместоци имале приходи од околу 115 милиони евра, што е речиси еднакво на вкупните трошоци кои ги имале за плати за сите вработени.